Благодарам, почитувани присутни. Оваа студија доаѓа во моментот кога околу 90% од градежните работи за изградба на коридорот, регионалниот коридор за гасоводот низ Водно се завршени и кога 100% од дрвата кои што беа на трасата се пресечени, па може да заклучиме дека освен со помали проблеми, изградбата течеше согласно предвиденото и не се случија поголеми штети. Минатата година, како што сите знаете, во добар дел и во добар период градот беше на спротивставени страни од владата и МЕР. Баш заради ваквата, да речам, позиција на градот, беа отворени и разговори, договори и преговори со надлежните институции од централен карактер. И кога и ние увидовме дека измената на трасата за проаѓање на гасоводот на Водно беше невозможна и поради финансиски, меѓутоа и поради временски импликации за гасификација на земјата, го извадивме максималниот бенефит за граѓаните на Скопје, ја намаливме и видоизменивме постојната траса. И кога јас лично како градоначалник се уверив дека тоа е оптимумот што може да се постигне во таа ситуација, се даде зелено светло, условно кажано на другата страна да може да се изгради гасоводот. Токму поради потребата од постојната грижа за зеленилото и ревитализацијата на Водно, изработена и оваа студија од страна на стручен тим, која што укажува на потребата не само од заштита, туку и поквалитетно управување со парк шумата Водно. Подрачјето на парк шумата Водно е предел со посебни природни карактеристики. Прогласено е за заштитено подрачје согласно Законот за заштита на природните реткости, а со одлука за прогласување на планината Водно за парк шума и нејзината заштита донесени од страна на тогашното собрание на град Скопје во 1991 година. Поради потребата од зачувување на планината, односно заштитата на биолошката разновидност, изработена е оваа студија за валоризација на парк шумата Водно, во која што главен акцент е даден на идентификацијата и валоризацијата на важечките екосистеми и живеалишта на Водно, како и на поедини видови растенија, габи, животни и нивна застапеност во меѓународните листи за заштита од биодиверзитет. Оваа студија е најцелосен и најсеопфатен документ за Водно било кога направен во неговата историја. До сега студија со вакви податоци, со вакви валоризации на растителниот и животинскиот свет овој град не добил и не изработил. И токму заради тоа, според мене е стратешки документ откако ќе докоригираме и ќе биде предмет на носење од страна на Советот на град Скопје, представува стратешки документ за Водно. Согласно оваа студија се препорачува формирање на две советодавни тела, Совет на засегнати страни и Научен совет. По Советот на засегнати страни предвидуваме да бидат вклучени единиците на локална самоуправа, на чија што територија директно е или од чија што територија директно е засегната заштитата на Водно, Сдружение на граѓани од областа на заштита на животната средина, подрачни единици на органите на државна управа, државни јавни предпријатија и установи кои што вршат дејности и активности на територија на заштитеното подрачје и јавни предпријатија и установи чија што пак дејност е поврзана со заштитата на животната средина и зачувување на парк шумата Водно. Во Научниот совет се предлага да членуваат представници на државни и локални установи, други правни лица регистрирани за вршење на научно-истражувачка дејност од областа на биолошката и геолошката разновидност, како и лица кои што самостојно вршат научно-истражувачка дејност од областа на биолошката и геолошката разновидност. Значењето на Водно од аспект на биодиверзитетот е големо. Сите напори се насочени кон зачувување на природата и заштита од пожари. Минатиот период градот Скопје превзема мерки за поздрава животна средина и почист простор и за спорт и рекреација, со тоа што во голема мера го намаливме движењето на возилата за време на викендите и празниците на Водно преку воведување на скапо зонско паркирање. Тоа паралелно го прати овозможување на граѓаните да можат да стасат на Водно со бесплатен градски превоз.
Во летниот период превземаме и превентивни едукативни активности за елиминирање на можноста од настанување на шумски пожари. За жал, годинава имавме 4 евидентирани на падините на нашата планина. За среќа, многу брзо и успешно се справивме со нив. Како идни активности на градот во насока на зачувување на водно е изработување на студија за туристичко-рекреативен центар Водно и маркирање на постојните планинарски патеки на Водно и изработка на мапа со тежина на рути и маркица со GPS. Особено внимание посветуваме на велосипедизмот и користење на патеките од страна и на пешаците, и на планинарите, меѓутоа и на велосипедистите. Во рамки на студијата која што работиме или стратегијата што работиме во овој момент во град Скопје, ќе ги маркираме секој на различен начин. Водно почитување е најбитната алка во квалитетот на амбиенталниот воздух во Скопската котлина и квалитетот на животната средина воопшто. Оваа градска администрација е во целост посветена на подобрување на квалитетот на воздухот и животната средина со цел да овозможиме подобри услови за живот на сите. Тоа ќе биде, и ќе остане наш приоритет, бидејќи нема ништо поважно од здравјето на граѓаните и ништо поважно од здравјето на нашите деца. Благодарам.